Поштувани гледачи, добар ден. Нова епизода на 180 на телевизија Телма. Моето име е Филип Чаловски, се наоѓаме во ФДЖ Кулинарското училиште со нов предизвик, со нови 6 натпреварувачи. Добро им дојдовте, Александра. Добро дојдов. Како сте? Добро, фала. Дали може да предпоставите што ќе биде денешниот натпревар? Па по намирници ве некоја салата сигурно ќе биде. Блиску сме. Ален, како си денес? Се осеќаш веќе посигурен? Добро е, да. Така по-опустено? Да, дефинитивно. Познато ти е веќе и опрема, и алатки, така Да. Мислам дека ќе биде полесно. Тука се со нас и Људмила, Данило, Мартин и Радка. Дали сте спремни за кулинарска битка? Спремни. Во фери спортска борба нека победи подобриот. Имаме специјален гостин. Имам чест да ви најавам гостин кој што е нашата фело, нашата индустрија, мој многу драг пријател. Еден од луѓето што ме инспирираше да се бавам со оваа професија искрено. Ќе бидете евалуирани како и досега, најбитен е вкусот, нормално. Второ, чистотата, хигиената, како работите, како ја подготвувате плански, руската и нормално временската рамка во која што сакаме истата да е готова, имате исто така 35 минути. Да го најавам стручното жири и почнуваме со готвење. Во ред. Судиското жири и овој пат со нас, не мора многу најава, Златко Таневски, еден аплауз ве молам. И на наша голема чест и задоволство со нас денеска ќе биде Сашо Глигоровски тате, мој многу драг колега, собственик на кафана Рустикана во Скопје. Еден голем аплауз ве молам. Натпреварувачи, дали сме спремни за кулинарска битка? Спремни сме. Да почнеме. Да почнеме. За вашата руска салата, најважната компонента која што ќе ви биде евалуирана е мајонезот. Нормално, секогаш се цени да се направи домашен мајонез од нула. Да видиме колку време ќе ви биде потребно да направиме мајонез од нула. Почуваме од жолчка, која што има малку вода. Имаме сенф, кој што исто така природен емулгатор како жолчката. И тоа за почеток убаво го матиме да се хомогенизира и тоа се нарекува фаза на дисперзија на емулзијата. Штом таа фаза на дисперзија е готова, почуваме со додавање на маслото. Постепено додаваме капка по капка масло, се додека нашата емулзија не биде фатена, да кажеме. Штом се фати емулзија, остатокот од маслото можете да го додадете многу побрзо, бидејќи ако го додавате исто така споро и премногу го матите мајонезот, ќе добиете многу густ мајонез, кој што исто така не е посакуван во оваа подготовка. Значи, сакаме елегантен мајонез. Ева таа фаза на емулзија. Речи си е фатена емулзијата, значи имаме појава на слоеви, кога матиме слоевито, може да видите, како изгледа тоа како еден вид рибони, да ги наречеме, како пена веќе ни стануваат јајцата. После првиот предизвик, односно првата епизода, чувствувам далеку помалку трема, чувствувам дека го запознавам работниот простор. Очекувам интересен предизвик во наредната епизода, очекувам да ми дозволи да ги покажам моите кулинарски способности, барем тие што ги имам, и се надевам на добар напред. Што треба друго да знаете за мајонезот? Постојат многу видови на мајонез. Можете да направите мајонез и од цело јајце, меѓутоа тој мајонез ќе биде секако полесен, нема да има таа густина што на вас ви е потребна за руската салата. Една жолчка може да прими 250 мл масло од секаков вид. Значи, во моментов јас користам едно неутрално сончогледово масло, меѓутоа оставам на вас да си ставите свој печат на мајонез и со тој на вашата руска салата. И, еве, речи си 200 мл се внатре. Колку ми беше потребно, 2,5 минути, нашиот мајонез е готов. И
вака. Може да видите дека има посакуваната густина за руска салата. Нормално, можете истиот мајонез да го зачините со малку чили, можете му дадете кора лимон, да го малце олесните, бидејќи киселината ја сече маснотијата. Добро се осеќам денеска. Се надевам убаво да пројдеме денот, да имаме убави јадењата за готвење. И може и нешто благо да се падне, не знам што ќе биде. Се надевам дека добро ќе пројдеме. Ќе дадам све од себе, како и прошлиот епизод, да биде све окей. И така да напред. Неколку насоки од мене. Руската салата, најпрво што би требало да направите е секако да ги сварите зеленчуците. Имате доволно време, 35 минути, меѓутоа само доколку ги варите веќе исецкани зеленчуците. Ако почнеме да ги вариме како што ние во кулинарството нарекуваме од брут фазата или неизлупени и цели, во тој случај мислам дека можете да бидете во сериозна трка со времето, нешто што не посакуваме. Сакам на крај да видиме убави декорации, секоја декорација да има смисла. Значи видовте мајонезот, мене ми беше потребно 2,5 минути. Јас на вас ќе ви дадам 5 минути за мајонезот и уште половина час за руската салата. Дали сме спремни? Спремни. 35 минути почуваат сега. Втора епизода, втор ден, дефинитивно тремата уште е иста, уште е на високо ниво. Неизвестноста на следното јадење мислам дека ми прави најголем проблем, заради тоа што не сум баш искусен од секој аспект, но пак ќе гледам да искористам максимум што можам и од време и од можностите. Како што реков, најмногу сум дојден тука за да научам, така да ќе си тераме се како што е. Се надам ќе биде како првата епизода, поминавме сите феноменално. Дури мислам дека нема некој од група што не беше изненаден од самиот себе. Дефинитивно беше интересно и само со оптимизам понатаму.
решивме веќе мразот, мислам дека ќе бидеме поопуштени, ќе дадам се од себе, изненадувања, деновиве почнуваат со изненадување, така да веќе сум спремна на секакво изненадување. Па, со текот на емисиите, како одиме понатаму, ќе бидеме поопуштени така. Очекувам добра дружба. Имате време сигурно уште 25 минути и повеќе. Како иде со мајонезот? Значи, прво постепено го додавате маслото, како што ви реков. Постепено, ама нешто не А после тоа, што ми се формира емулзијата, можете да го додавате побрзо. Уште малку додавај, Людмила. Малку. Ајде. Ајде. Ајде, така, додај уште малку. Ајде. Ајде, тука си. Ајде, додавај масло, не заборавај да капе со време масло. Дај ми малцела, ти додавај масло, дај ми менезицата. Додавај, со време додавај. Земала многу голем сад, а жолчката е една. Уште додавај, давај. Што би рекле руските колеги, давај. Инаку руската салата во нашиот регион, во голем дел од земјите се нарекува и француска. И се прави без месо. Меѓутоа, ја има на секаде. Ајде, го готово, ти е више готово. Давај. Уште малку, дај, стави масло, ставај масло. Еве ги. Гледаш како се направија слоевите. Вишете емулзијата, сега можеш и повеќе да се додаваш. Сите знаеме коцката за руска колкава сакаме да биде од прилика 5 до 8 милиметри, меѓутоа не мора да се врзувате толку за тие стереотипи, може да направите покрупни коцки доколку мислите дека тоа ќе биде убаво и на непце. Дали се разбираме? Да. Намислете коцка качкава од 2 сантиметри, така? Еди, тука малце тате професионална помош. Не заборај мајонез да додаваш, Александр. Ево така. Тука го поправивме, више си на добар пат. Остави се. Одлично. Имате време без гајлево. Нешто што би требало да внимавате, бидејќи зеленчукот ви исецкан на ситни коцки е да не го преварите исто така. Ето, сега можеш да се додадеш вака слободно. Чим емулзијата е направена, слободно да. И сега се спојува тоа, нема. Да не се пресече. Се пресече. Се пресече. Ајде. Дај. Добре, нема да. Се спои. Стави, да. Секако во првата емисија имав многу трема, но за втората емисија таа трема малце исчезна. Спремна сум за нов предизвик. Не знаеме каков ќе биде предизвикот, така да ќе дадам се од себе за да ја остварам таа цел. Охо, тоа е веќе многу густ. Внимавај, не сакам и премногу густ. Да. Мајонез, и тоа не е добро. Иако домаќинките на времето се такмичеа за погуст мајонез. Да, многу густ. Ќе се сложиш, тате. Порано беше гордост која прави најгуст мајонез во зградата, кога се правеа руските. За ролендој која требаше ни прават. Да, па и за нова година, да. Лиде го прави најгуст, деми рецептот не, тате. Тоа беше главната трка. Што помрсен тоа боле. Инаку, јас ќе го споделам со сите вас легендарниот рецепт на мајка ми Лиде за руска салата, кој што нормално на сите ни е најдраг од нашите мајки, од нашите баби. Ајде, уште не е направена емулзијата. Помалку, јас си ви помогнам, капка. На почеток капка по капка. Значи, лецитинот е најак емулгатор и секаде кај што има жолчка, има голем процент на лецитин.
Кога правите мајонез со цело јајце, потребно е повеќе време, бидејќи албуминот, протеинот и маснотијата не се сакаат. И тој мајонез ќе биде секогаш потежок да го направите, повеќе време ќе му треба, меѓутоа е многу по нутритивно богат и многу по воздушест и по-лесен за конзумација. Више си на добар пат, сега можеш и поише. Руската на мајка Милиде е повеќе на зеленчуци. 3 пати е помал процентот на шумка и на кашкавал. Доминира зеленчуковата основа на супер. Не ви е потребно многу мајонез, значи беше си на добар пат, сега како што ја ставаш? Мислам дека го системите е добро. Ве молам, пробувајте. Пробувајте на киселост, на соленост, мора да има добар баланс. Нормално бибер. Од денешниот предизвик очекувам да поминам подобро од прошлата емисија, со тоа што прошлата емисија имав трема затоа што прв пат се соочувам со снимање на ваков тип, односно било какво снимање позади камера. Не знаеме што ќе се готви. Се надевам дека ќе поминам добро и со секоја наредна емисија ќе се трудам да научам повеќе и да биде тоа онака позитивно, пред се и дружење и на крај исходот каков ќе биде, ќе видиме. Надпреварувачи бланширате во вода што врие, со сол и после тоа шокирате веднаш во Има бланширање и у зејтин, нормално. И у зејтин, има така. и бланширање и у зејтин, али обично бланширање е у вода. Клучече вода, малце само сол. Јајцето рачуна треба ти добро. Кој нема да успее со мајонезот, имаме и опција купечки мајонез, така да само ќе се повикате на вашите 2 прашања кои што ги имате во тек на надпреварот. Оста некултурното прсто. Да, не ги видам. Прв пат сум денес каде. Не, уште малко случи. Дали као пеш, още дојде да се Ја мислам дека ќе биде доволно за количина за После кога ќе ги измешаме, да дадем някакво напален сол, да се додига. Не за това. Морам да ти кажам дека голема ми е честа што носи униформа со моје име. Значи, ова е една униформа од нашиот прв проект како компанија, кој што го изработивме заедно со Джонатан.
Од таму ми доаѓа името FJ, Филип и Джонатан. Тоа беше хотелот Sky Corner во Окленд. Така да е една голема чест за мене да те видам тебе како мој ментор во оваа струка, како моја униформа. Але се секаш дека мојата униформа јас тебе ти ја поклонив, која завршиш кариерата во Костов. Да. Се сеќавам, да, мои беа тие денови на Косово, секој тим се навраќаме и се сеќавам. Ален, како иде? Мајонезот ти е готов? Долу е? Супер. Може само. Ако сакате по-жолт да биде мајонезот, може малку куркума, нема многу аромата да влијае. Куркумата кај нас, за среќа не е толку интензивна, бидејќи стига више полуизветреана која стига кај нас. Меѓутоа имаме сега и свежа куркума. Мора сме... И нормално мајонезот што ќе го направите со домашни селски јајца, да ги наречеме мајонезот од купечки јајца, има голема разлика. Топло тенџерето, знаеш, уште го греемо. Очекуваш, че малци имаш доволно време. Шујкакашка остави се за нас. Може да го излендаш ако сакаш. Може да го излендаш ако не сакаш да се види. Нешто дел стави, нешто одозгора можеш као одозгора, знаеш, као наросено само на првото. Може да го... Tako je dobro. Ima ostaviti? Ima ostaviti? Ima ostaviti, da. Безбедна зона нема. Во безбедна зона нема простор. Да. Одлично. Компира џупија се. Да, само мораш уште малку на количина направиш. Уште малку трпение и тоа. Не се осеќам на тоа. Ми се допаѓа се сканот. Ми се допаѓа се сканот. Компират кој ќе стеш, кој ќе ги измешаш, ќе си упие сами. Колку време има? Фокусирајте се. Како различаш декорација, нешто? Само фокусирајте се. А морков нема внатре? Немаме сад. Аха. Тоа ружа нешто. Готов грашак. Само ладиме мостиваш. Делува како малку да има неред. Како да се го гужва. Можам да соопштам, остануваат 10 минути. Одлично. Пробајам сол, лимон, но колку сите вкусови се тука, Не, окей. може да продолжиш.
Тука мислам дека си добар зачини, пробај најбитно, тоа е тоа. Аде тоа. Директно внатре. Супер. На времето 90-тите години главни сендвичи беа наши што се правеа Да. сендвич, шунка кашкалди, Француски леп, ние го викаме француски леп тогаш. Не беше багет, него француски леп. Француски И текно имаше едно место Розе, ако го памтиш до Вардар, Имаше кифли. до кино Вардар. Кире Дива правеше прекрасна руска салата на времето. Многу места се прославија како резултат на добри крем салати. Крем салати, Да. така е. Крем салата било секогаш голем дел од Добро, нашава сега, култура угостителска. Во моје време беше богатство некој крем салата да направи. Точно. Значи, јас сум генерација 56 години, каде што добра куќа и богата куќа се гледаше со руска салата. Со руска, да. Кифличка, руска салата и добар ордевер со сирење кашкава. Тоа било некад. Сега се повеќе имаме да се купи готово. Види се, ова Не не го влага... коментирам тој квалитет на готови. Не влага као healthy food сега. Знаеш, сега моментално нов правец на исхрана има, каде што руската салата има премногу калорична вредност за некој, али сепак е убаво за некува прослава за роген ден, крштепка и Честка. Да. Мораме да имаме во предвид и технички дека за нова година е неизбежно. 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 Сарма и руска салатата е основата. Неизбежно. Така. Данило, мислам дека си на одличен пат. Ја мислам дека сите се на одличен пат, мислам мајонезот као мајонез. Опа. Мајонезот сите го погодија, тоа сум многу среќен, ова е за нив само втора епизода, а веќе подготвуваат од нула руска. Мислам дека ќе имаме супер напредувачи до крај. Ќе има жестока битка за финале. Па ја ти кажам, право и не е лош проект, со $1.000.000 да се направи еден мал киоск за крем салати. Така е. Да. Не е Руска, француска, малиджано. киоск за крем салати Италијанска и не е салата. ни далеко од инвестиција од $1.000.000. Ја мислам, тука се, како инвестиција е возможна. Види како што е правецот сега на цела гастрономија иде на брза храна и на fast food, delivery. Тие работи, мислам дека е успешна као приказна. Да. Сега има доста компании као Volt, као Корпа кои има добра delivery, каде што ја мислам дека би поминало многу добро. Да. Радка финишира. Раскошно. Сега можеш одма и да си рашисти станицата и Обавезно. да, и да влезеш у финале со сериозна креација. Супер. Ќе го оставиш со се модла или ќе ова? Ќе го изведеш да стегне малко добро. Да. Извини вече. Кој се чисти, овие се чисти, јас сум љубопитен да пробам да не го рускава. Секако дека да. Не добра комбинација. Секако дека да. Јас Јас минатиот пат ти реков да пазиш со сол, ама немој претерано па да пазиш, да не отидем обратна насока. Кисела краставичка исто десно, како Напредувачи уште 5 минути. Завршувајте полека завршни подготовки, завршна фаза. Тате тука, користете го, прашувате го, имате супервизија од голем стручњак. Секако се што е, така е. Нека си остане во така, во тапната, да. Што кажа дец? Не го ставам. Да. Така сам ги избор. Помислам да ставам. Кој ќе ги извадиш модлата, можеш малце на страна на косот, значи да го ставиш. Да ме памам. Не.
Дали некој туриста што му слинки? Да, еве. Зелени чебапи. Иноксен послужавник е исто многу добра подлога за руската. Чисто како и насока. Имаме тука. Ќе се обидиме да направиме нешто. Не, кој ќе извадиш, може да е тука кој јајцето. Имаме и дизајн. Па секако, Мислам дека секако. Па зашто да не? Змаево гнездо. Да, зашто да не? Да. Баш така. Асоцира на нешто азиско. Али супер, тука се слинката беше секогаш неизбежна на руска. Некој сум бил и на слави, кај што и на новогодишни или прослави, кај што рендат кашкал врз целата, ако се сеќавате, тоа јас сум некој најрани спомени. Целата руска прекриена со рента кашкал. Тоа нека си рента. Овчи, да се знае. Или некој Некој Бога не куќа мрсно везе. јаде, така. Да. Уште 3 минути на преварувачи. Па бога ми, ова е дарежлива порција. Ова ја би го сервирал и за 4 маса како предјавање. Али Само тебе кифличка, кифличка, видиш како дегустација требаш и кифлички да теме, тоа право. Управо си, да. Финиширајте, сервирање веќе. Јајцата, овие ти се вишок, Александра. Имаш варено едно? Веќе можеш да вадиш, да можеш да ги изкупиш, ќе ти бидат многу тешки. На преручи сакам да сте благодарни што денес како имавме тате во нашата кујна, имавте помош од голем стручњак, меѓутоа се уште сме во ревиалната фаза. А и секако сум сигурен дека на него природно му доаѓа да асистира. Мора, угостителството е ланец кај што еден со друг мора да се помагаме. Значи Нормално. запамтете го ова, голем совет. Тимска игра да биде до крај. Тимска игра е секој до Сите сте крај. и надпреварувачи, меѓутоа сите сте еден тим на крајот. Со време како А и со стоиме? време сме владе уште 10 секунди сме. 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, готово. Супер. Сите имаме руски салати. Можеме да се преместиме за дегустација. Ален, Александра и Радка, повелете. Ален, повели презентирај ни ја твојата руска салата и кажи неколку збора за истата. Поверте. Слично како и минатата епизода, од ништо направивме нешто, односно овај пат мајонез. Прв пат правам мајонез од ништо. Задоволен сум од тоа како излезе на крај. Задоволен сум и општо од руската салата, не толку од како визуелно изгледа, но сепак мислам дека е окей. Сепак квалитетот и вкусот треба да доминира, нели? Имено. Така. Ја пробаме, ти благодарам. Очекувањата не ми беа превисоки, но се вложив максимално во денешниот предизвик. Мислам дека мајонезот од ништо испадна доста добар. Тоа што го готвев, зеленчукот, мислам дека беше добро сготвен, не беше жив, не беше преварен. Општо сум задоволен со како тоа испадна данес. Александра? Сите знаеме дека руската салата е неизбежен дел од секоја слава или било каква гозбаш да ја имаме дома. Прв пат правам домашен мајонез, така да се надевам сум го погодила и дека ќе ви се допадне. Супер. Искрено не сум многу љубител на руска салата, но сакам да ја подготвувам. Прв пат направив сама мајонез, тоест домашен мајонез направив. Задоволна сум од самата себе, но секако можам и подобро.
Нормално дека секако кога си сам, кога немаш никаков тајминг е подобро за работа, меѓутоа и вака е интересно, адреналинот ти се покачува. Радка? Мајонезот прв пат го правам и се мислам дека добро излезе. Околу вкусот ќе кажете вие, дека малку повеќе внимание обратив на декорација, мислам дека е симпатично. Се гледа. Супер. Ти благодариме. На почетокот имав малку трема, како минеше времето се фокусирав на тоа што требаше да го изработам, така да тремата ја снема. Па да дегустираме. Ајде. Ален Поли. Би рекол, еве јас ќе бидам судијата за твојата креација. Пред се, си се потрудил многу елементи во самата декорација, елементи што сите се надополнуваат. Имаш кисели, да кажам, вкусови кои што добро сечат низ маснотијата, јајцето, нели го има и во мајонезот, така да декорацијата целосно вака одговара. Можда малце си требало да се потрудиш морковот да има капка лимон или малце масло што викаме ние само кулинарски термин да го оживееш. Сјај малце да е така е. Генерално руската ми се допаѓа, секоја чест, прв пат мајонез, голем аплауз за тебе. Одлично. Избалансирана максимално. Мене ми се свига. Па, сепак втора епизода е, но тремата е се уште присутна. Мислам дека со тек на епизодите и со тек на шоуто исчезна комплетно. Ти можеш да бидеш судија за оваа руска. Повели Радка. Декоративно е екстра. Прво, нели секојаш ние македонците јадеме прво со очи, па после со уста. На вкус избалансирана, мајонезот е добар. Баш коментирапе со Филип дека извадивме модлата и 20 минути стоеше тука на вакво. Чим не падна, значи има добра цврстина самиот мајонез и добар ти избалансиран зеленчукот. Секоја чест и од мене ми се допадна. Фала. Мала само замерка од мене, внимај следен пат околу декорацијата, чисто као насока за следните епизоди, да не излегува надвор од самата чинија. Да. Фала ви. Денешниот предизвик беше окей, дадов се од себе, задоволна сум. Прв пат правев мајонез сама, го направив одлично. Жирито беше задоволно тоа што го изработив, декорацијата беше посебно убава, така да јас сум задоволна од денешниот ден. И Александра, може тањерот. Кај твојата руска ми се допаѓа со односот помеѓу мајонез и останатите состојки. Избалансиране, нема е премногу мајонез, не е премалку мајонез. Екстра тоа, може би малку е компирот повеќе омекнат од тоа што треба и може би фали мал дел на позадинска киселина која ќе освежи. Малку ќе ја направи посвежа. И за декорацијата што е до мене, Генерално наредно очекуваме повеќе. Додал количината е до сега најдобра и најпогодена за индивидуална порција на руска салата. Така да секоја чест на сите, скршивте мраз. Да, фала ви. Секоја чест.
Људмила, Мартин, Данило, пристапете. Повели Људмила, накратко презентирани што подготви. Повелете, денес за вас направив руска салата и издекорирана на мој начин, поднесена со емулсија од жолчки. Опа, технички термини. Ти благодариме. Дадох се од себе, можам да дадам уште, се надевам дека ќе продолжам. Напорно беше, снимањето беше најнапорно, морам да кажам. Иначе се беше супер, одлично, адреналинот го има и супер е тоа. Тоа ми се допаѓа највише од целата работа и ситуација. Но снимањето многу тоа не ми се допаѓа, зашто многу временски трае снимањето и тоа не ми се допаѓа. Морам тоа да го кажам. Мартин? Повелете. Сами ќе се вкусите, според мене малце подбатнав под притисокот. Морам да кажам дека за чудо како балканци кај нас руска скоро ич многу ретко јадеме, така да ми беше прв пат да ја склопам сам рускава. За мајонезот сум правил претходно, ама не рачно. Обично блендерче најлесно е, затоа сепак ми е ново, но вие ќе си кажете понатаму. Ќе дојдеме и до блендер. А руска што викаш се јаде ретко, ама интензивно. Кога ќе дојде периодот, тоа е Мора да фестивал, се тие 10-15 дена, тоа е фестивал, ја би рекол на руска. Тоа не идете крвна слика да правите никога. Ти благодарам, ти благодарам. Втора епизода, руска салата. Дефинитивно не сум фан на руска салата. Ретко ја јадам, ретко ја правам, не сум ја правил, тоест. Можам да кажам дека бев разочаран денеска од моите перформанси. Можев многу подобро. Треба да најдам начин да се справам со стресот. Камерите ги игнорирам целосно, но времето е тоа што ме јаде. Тресење на раце, трема. Данило. Здраво. Ја ви спремив исто традиционална руска салата со тоа што втор пат правам, а мајонез правам прв пат во живот. Декорацијата не ми е нешто баш, мислам не сум ни ја задоволен, така класично. Се надевам дека ќе ви се допадне. Благодарам. Денешниот предизвик, за разлика од прошлата епизода, се осеќав малку подобро во врска со тремата. Задоволен сум од тоа како испадна руската салата, со тоа што, да речеме, втор пат правам во животот руска салата. Мајонез од нула правам прв пат. Иако имам гледано доста клипови како се прави мајонез, сум задоволен. Притисокот си го прави своето, но од друга страна па е како добра едукација да се снајдеш под притисок и сега се прават грешки, да речеме, не сум задоволен во делот кај декорацијата, но се надевам во некоја наредна емисија ќе се подобра. Шефе, ти прв ќе пробаш прво. Мене ме влече од пријеска на Данило Рускава, која што за мене не можам да кријаме фаворит. Повели. Ова е на... Људмила беше многу скромна во објаснувањето, а види колку се потрудила. Што ова изгледа како кинеска нова година. А Мартин, да видиме. Добро. Одиме Данило. Нешто лажичево ми паѓа често изгледа. Ја пукане некој да вечер, да? Некој од руска има и варено јајце, мислам дека е на Људмила. Има во самата руска, што? Не е грешка. Далеко од грешка, она е единствена сал кој има направено со варено јајце. Сите други го користеа како Ми се декорација. допаѓа лимона, да ти кажам. Искрено така ја освежува некако и визуелно ја олеснува. Единствено, да, има.
Мартин моци не се доварени зеленчуците, малце се на граница. Не бараме ал денте, не готиме рижото. Тате, ти си прв. Людмила. Людмила, декоративно екстра. Значи, ти си единствена која имаш направено руската салата со јајца. Сите Да, другите внатре има имам декоративно, јајце ставено, да. као декорација ставено. Стандард ми е така, да. А се гледа дека не ти е прв пат да ја сервираш, вака си најверојатно и дома Да. за некои ваши домашни пригоди ја сервирате. На вкусот ми се свиѓа, избалансирано ти е све, и сол и бибер се осеќа. Малце замерка, да зеленчукот малце послабо се гледа, као онака Нема идентитет. нема идентитет, така. Као каша на крај Така, искача, меѓутоа нема мозаик. Мозаик, точно. Инаку вкусот, добро, совршено. И мене ми се допадна. Супер, секој чест. Хвала. Мартин? Може би слушна. Зеленчуците се на граница измеѓу варено и наварено. Може би те фати трема и предизвик од времето. Искрено и недостасува малку мајонез. Може би може малку количински повеќе да доминира краставицата, ради таа киселина што содржи, што освежува. И искрено за еден човек е малку поголема порција. Јас само ќе се надовршам кај Мартин. Единствена грешка на Мартин е што самиот зеленчук му беше премногу топол кога го помеша со самиот мајонез. Дефинитивно тоа одма. Тоа ти направи, те го пресече и самиот мајонез и сите Во вкусови се моментот кога изгубија. почнав да мешам, сватив. Ама Да. Пратејќи од тоа. Да внимаваме за воднина, добар совет доби, емулзиите се кршат на висока температура. Сена се секоја чест крши мраз, напри мајонез, не е воопшто лошо. Златен? Не, мајонезот беше добар. Добар Ја го беше, на пратив и военен го старт му пробав. беше одличен. Само тоа користите малце кора од лимун, не знам дали се чувствува заради тоа што падна Падна, мајонезот, да. ама падна. Сена се одлично. ви благодарам. Многу подобро можев и да ги исечкам самиот зеленчук и кашкалот дефинитивно. Мајонезот на почеток многу во тргна, но направив голем проблем со тоа што ги измешав се заедно, друга уште доста топли останатите намирници. Но сепак да не слушам многу даун и се тоа, едноставно јас сум најмладиот, се заинтересирав за готвење пред неполни 2-3 години, така да идам со позитива и со дигната глава. Нов ден. Се надам дека ќе се погоди нешто повеќе во мој стил во следната епизода. И Данило. Да послужеше помала порција и да немаше, да речеме, ваква икебана од Макдоналдс, да беше понежно, искористен Макдоналдсот, тоа ја беше, може да кажам, едно од најдобрите руски што сум ја пробал до сега. За мене голема плюс. За мене, се уште сме во ревиалната фаза на емисијата, меѓутоа навикнувајте се веќе на победници, на некои што биле помалку у тој момент технички или физички спремни. Никој нема да биде губитник, меѓутоа мора да ги потенцираме тие што во моментот биле најфокусирани. Спомна и Тате, тимска работа, секогаш да биде тимски играч и некој ќе мора да се навикне и дека ќе си оди од емисијава, така да нема да се окријам, за мене ти си победник на овој денешен предизвик. Благодарам. Ви се благодарувам на сите и голем аплауз за сите. Нека биде епизодава еден апел до кафанџиеве да ги вратиме крем салатите на стандардни менија. Тате, што мислиш? Види, во порано време се знаеше руска, француска, урнебес, као топка било као стартерче, добро со убаво подпечено лепче, тоаш у периоди на оние повеќе беа државни него приватни ресторани, Да. се служеше редовно, значи ги имаше сегде, мада се уште некои кафани држат као Челик,
Ако ти текно на фамозниот кибо, порано идеш, имаше салата, бари и тие Да, кибо идевме, работи. салат бари имаше. Тој урневес го обожавам, искрено. Меѓутоа, ке нас урневес за мене е онаа салата со сусам. А лесковчани има некој урневес. Еди, реално, Така. тоа што е урневе со сусам, не е. Правилото Така. е вако. Значи, сирење, покремасто, Така. ајвар, Така. лук, ореви, убаво да се хомогенизира, да стане една целост и најголемата тајна во урневесот е се вари бело вино и се прелива и се мути за да добива кремаст. Тој ти е правиот урневес. Значи, лесковчаните не се далеко од нас, така што... Лесковчани Ова е ја модификација, сусам, мада сусамот не би го одобрил зашто е голем алергенс на луѓе. Да, али ова со Со тоа што вино, се- да знаеш, ќе го да, пробам да најбрзо знаеш, време. да Добри го ден. пробаш. А и брзи се, само можеш се, за да, 10 денес ме минути имаш изненадија. мезе, бе. Денес, Злате. 6 аматери направија и мајонез и комплет руска Од нула. за За сите гледачи, ви инспириравме за крем салатите, научивте многу. Тате е многу добар трик за урневесот. Сите се надевиме дека ќе го пробаат. За сите гледачи да откриеме со нас Сашо Глигоровски тате. Голема чест ни беше денес што ти имавме како гостин. За мене особено. Злате, една голема благодарност за сите што не следеа. Се надеваме дека ви инспириравме. Ви најавуваме уште многу интересни предизвици. Ве поздравувам и пријатна вечер.